Почитувани, добро ни дојдовте во емисијата Разговор со магистер Киро Бојаджиски. При вакви промени на температурата и временски разлики доаѓа до нарешување на имунитетот, посебно кај децата, но не се исклучени ниту возрастните. Токму во оваа емисија зборуваме на кој начин, односно на природен начин, како да се подобри имунитетот, а со тоа и вашето здравје. Знаеме дека имунитетот представува одбрана на организмот, така што можеме со лековити билки и чаеви, кои ги спомена нашиот гостин, магистер Киро Бојаджиски, можеме на природен начин да го подобриме имунитетот. Добар ден, добро ни дојдовте во емисијата. Добар ден, добро ве најдов. Сакам сите ваши гледачи и слушатели да ги затекнеме во добро здравје, нека бидат живи, здрави и среќни и во овие моменти кога имаме еден прелаз од едно време на друго време, да им обрнеме внимание, да обрнат многу повеќе внимание за своето здравје и за среќа у целата фамилија. Споменав јас дека имунитетот, доколку е добар, ствара еден одбрбен систем на целиот организам. Што всушност представува имунитетот, да објасниме прво, а подоцна како да го подобриме и од што доаѓа до нарушување на самиот имунитет кај нас? Имунитетот е дефиниран како природна сила на секој човек, на организмот да се одбране од наездата на гливици, на бактерии, на вируси или на мешано. Но во исто време да се одбране и од метеоролошките чинители. Нагли промени на температурите, мразеви, дождови, магли и така натаму. Со еден збор, тоа е една природна сила кај секој човек, кај секој жив створ, па дури и кај животните, да имат свој одбранбен систем. Самиот збор имун значи сила, да имат свој одбранбен систем и да на некој начин тај одбранбен систем се спротивставя на се што е негативно, што може да го наруши неговото здравје. Кажавме дека може да се наруши имунитетот, посебно во вакви временски услови, кога денеска температурата е 30 степени, а ноќно време знае да се стимне до 5, 6 па и 7 степени, а може би и под нулата. Како луѓето да се заштитат при вакви временски разлики, да не дојдат до нагло паѓање на имунитетот, кој знаеме дека може да предизвика разни болести? И што ако се намали имунитетот, што може да дојде до организмот, до какви болести доведува? Сега да кажам оно што е најважно. Секој човек има свој систем на имунитет. Никој два не се поклапат исто како што е со ДНК-та. Дури во една фамилија со исти генетички род и генетички знак може да имат различен имунитет. И што да кажеме, имунитетот е природна сила за одбрана на секоја единка за себе. Тоа значи дека и у една фамилија или у едно поголемо семејство, у една поголема средина, имунитетот е сосема различен. А зошто тоа е така? Па ние представуваме еден вид природна храна на многу бактерии, гливици и вируси или заедно сите во кое нашето тело се користи како храна, но и како систем за размножување, едноставно као инкубатор за гливици и бактерии, но во исто време и за храна. И кога ќе се тоа се искомбинира, ние можеме, што се вика, да бидеме и разнасачи, поради немањето на имунитет, да бидеме разнасачи и на разни болести од еден на друг, а тоа е со намалениот имунитет кај еден се ствара услови за ширење на болести кај било кој. Освен временските услови, кои се други причини што доведуваат до намалување на имунитетот кај луѓето? Сега да кажам дека за намалување на имунитетот има повеќе причини. Една од најважните се природните услови, да кажеме лошите временски услови или метеопатските чинители. Од друга страна е исхраната, лошата храна, нездравата храна. Натаму местото дека некој работи кој не е адекватно за неговиот одбранбен систем, за неговиот имунитет, може да биде нарушен. Натаму има и други причини за страдање на луѓето. Зашто имунитетот се намален? Тоа е влијанието на хемикалиите, на пестицидите, од едно во друго подраче, например, прскањето на нивите од луѓето, прскањето со аерозагадувањето со авиони, и тоа е една од причините да биде пореметен имунитетот. Ево сега земите кај го едата природниот имунитет е намален
И има така наречено заболување, оно кожно заболување, тоа е исто така едно вирусно заболување, но никогаш не се знае дека и човекот нема да биде нападнат од некои такви или слични како што беше птичиот грип оно време, па да кажеме нилскиот грип и така натаму. Со еден збор, ние сами за себе можеме да допринесеме со неадекватна храна, со неводење доволно сметка и почит према своето тело, па и својот дух, може да се десе да човекот го изгуби или намале својот природен заштитен систем, односно имунитетот. Дали подеднакво страдаат и децата и возрастните? Децата се најранлива категорија и тука мора родителите, роднините, особено повозрастните баби, дедовци да водат сметка дека нивните внучиња или нивните деца се постојан некако предмет на напад од гливици, напад од бактерии и напад од вируси. И многу често, несвесно, децата го губат имунитетот од исхраната, од местото дека живеат, од тоа дали имат соодветна облека, поред храната, соодветна облека. Може да се деси имунитетот да настрада кај децата од одела, алишта кои се хемиски загадени и неадекватни заедно, за другото се дете, али за другото не. И тога кај едното ќе се јават лиши, ќе се јават екземи, кај другото нема, иако носат исти алишта од исти производител. Но има и на некој начин да кажам генетички предодредби, тоа го науката сега проучава на големо, па дури има и верски и астролошки тумачења дека секој човек е сам за себе некој створ, духовен и физички, па не е на одмет да кажеме дека и имунитетот кај сите луѓе е сосема различен. Така мора да се поведе сметка за тоа дека секој човек сам за себе има своја одбранбена сила. Како што рековме ДНК-та, така да се воде сметка дека тоа што му треба на него, преку исхраната, преку работното место и местото на живење, при опасностите од стресови, особено кај учениците. Се тоа доведува до појава на намалување на имунитетот кај луѓето, од кој има последици. Но затоа Кочанскиот крај изобилува со лековити билки и рецепти кои може да сојчаеви, кои може да го подобрат имунитетот и тоа значително, така ли? Доаѓа ли до брзо, доколку се конзумираат овие чаеви кои денеска ќе споменеме во емисијата, доаѓа ли до брзо зголемување на имунитетот и одбранбениот систем на организмот кај детето и кај возрастниот? За среќа доаѓа. Одма да кажам дека ние сме подрачи со многу лековити растенија у кои што има многу витамини, многу минерални материи или едно и друго, лесно достапни беланчевини, лесно достапни шекери. Во тие растенија има железо доволно, цинк, фосфати има калциум, калиум, да кажам, тоа се се системите, витамини Е, дел од системите кои го прават збирот на имунитетот. Значи, имунитетот не е функција на еден елемент или на еден чинител, него на повеќе, а сите среќно здружени доведуваат до добар имунитет. Тука сме да ги споменеме тие комбинации на чаеви. Ние за среќа живееме у крај дека има многу добри лековите растенија, но имаме и прехранбен потенцијал кој може многу брзо да го подобре имунитетот кај луѓето. Понекогаш смешно изгледа кога некои луѓе, некои прехранбени артикли или природни овоштија, зеленчук и понекогаш дури и нешто што изгледа неатрактивно да биде извонреден лек за подобрување на имунитетот. Хајде да почнеме од тоа. Шипките се најголем у нашиот крај извор на С витамин и Е витамин, а Е витаминот е витамини на плодноста. Тоа значи имаме здраво тело, имаме здрави генетички наследни особини, што е многу важно. Секој сака да има здраво потомство, така ли? Па дури и кај животните е така. Да кажеме, нашите црвени пиперки, премногу они се на второ место у нашиот крај, црвените пиперки. Имат на второ место се со С витаминот. Додека префалените лимони, портокали и банани, да кажеме, и други јужни овоштија, они се негде преко 50, 54 место е лимоно, 53 е портокало.
мандарините нема крај, Бог те пита каде се. Према тоа, не е се исто кога некој препоручува у билколечението да стави у чајот лимон, уствари со тоа ќе го упропасти и чајот, затоа што лимонската киселина е агресивна. Порно е да изеде денеска една црвена пиперка, не мора ни цела, и да има сосема доволно витамини, не само С витамин, него и Е витамин, калиум, калциум, цинк во организмот, но и да има Б витамините, особено B6 и B12. Да кажам дека нашата подценена тиква, кога некоја се поджапат некои дами и ќе рече тиква мори. Па тиквата е многу лековита. Може да каже, лекче моје, а не да каже тиква моја. У тиквата има се оно што му треба на организмот. Затоа тиквата е голем предмет на напад од глодари. Ако дека има тикви, таму има и глувци. Таму има и ставорци. Зашто? Затоа што они знаат, ја викам знаат дека се има во неа и ќе ја промушат тиквата и унатре, дури унатре од кој ќе ја изедат може да се плодат. Тоа е извонредна заштита на нивното семејство, на нивното потомство од лошо време, па и од непријатели нивни да ги нападнат. Па од тие причини, значи, еве нагласувам 3, но има и повеќе и други. Кај нас јаболката е, да кажам, џабе. Она е Божје растение, но и растение со комплетни витамини и минерални материи. Ја одма да кажам, јадете јаболка, кога ви се укаже прилика, било кое време. Доволно е 2 јаболки во еден ден да се изједат и да има комплетна слика на сите витамини и минерални материи што му требат на еден човек, сем сол. Освен сол, се има во нив. Натаму, кај нас, доста често зборуваме за модрите сливи. Они се извонреден извор на лесно сварливи шеќери, кои одма преко крвта доаѓаат во мозокот и го стимулираат мозок, многу подобруваат и варењето. Натаму да напоменеме дека едно од најдобрите растенија за подобрување на имунитетот кај нас е калинката. И никој не знае за калинката, речиси ништо, а калинката е од Бога дадено, дури и името на калинката е поврзано со мајчината дојка, како и јаболка. Па не случајно Ева, кога дошол до Адам и нивниот грев, не берел тамо портокали или лимони, берел јаболки. Па сега, ако сме и поврзани со верата, тоа е тоа. Да кажеме дека извонреден цел, да кажеме систем на витамини и минерални материи има во расите, во бадемите, во лешникот и во онај сам фастак од Турција што доаѓа и од Индија, у кикириките, исто така, символи на плодноста се они, символи на добар имунитет. Па не случајно од оно време и ден денешен на спортистите им се дава мед у кој е ставен мешавина од цел еден микс на овака, да кажеме, кикиритки, потоа бадеми, лешници, но и оној чуен сам фастак, тоа е тај како што личи на мало бадемче, а се кај нас доаѓа како печен најчесто. Па од тие причини, ние тоа што го имаме, да го напоменам и грозјето, тоа е еден од системите со храна да си го подобреме имунитетот. Со храна. Сега можеме да зборуваме и за лековите билки и чаеви и да ги категоризираме за повозрастни луѓе, за работоспособни или средновечни луѓе и за деца. Пред да ги споменеме чаевите, не споменавме до што може да доведе намалениот имунитет, до какви болести, до какви состојби на организмот, кратко да споменеме. Тешко е да се каже човек се од што може да настрада ако му е имунитетот, одбранбениот систем намален. Одбранбениот систем е символизиран преко белите крвни зрнца и преко плочките кои ги имаме во крвта и црвените крвни зрнца. Ако кај нив дојде до разно пореметување од разни причини, например ако има некој несреќа да оболе од маларија, паразитот од маларијата ги напаѓа и ги јаде црвените крвни зрнца. Он станува анемичен. Штом нема црвени крвни зрнца, нема хранење на мозокот, нема хранење на мускулното ткиво, нема хранење
уопште на сите системи на човечкото тело и човекот е немоќен, анемичен, пропаднан, со многу, дури слаба регенеративна способност. Натаму, да Може кажем, да биде предмет на разни болести, така. како не? И од тие причини кога зборуваме, не може да се каже од ово и од оно. Може од се и се што, дури и од физички нанесени повреди, дури и психички повреди, ако некој биде доведен у стресна состојба од разни причини, било од чии, од проклетства, од страх, од фобии и така натаму, може системот за самозаштита да биде многу нарушен и да се доведе човек во ситуација да не може неговиот организам да се бране. Тука го одма споменувам и духовната сила на човекот, бидејќи секој има свој капацитет духовен и да воопште, ја би дури рекал оној изговор у здраво тело, здрав дух, ја би го тоа обрнал во здравиот дух има и здраво тело, затоа што здравиот дух е нашата душа, а нашето тело е само, да кажеме, една амбалажа, една кутија во која е сместена нашата душа, нашиот целокупен нервен систем, нашата осетливост и нашата сила да се одбране тај физички предмет, телото да биде одбране. Освен таа општа слабост на организмот, по кои симптоми можат луѓето да препознаат и еве навреме или да се јават на лекар или да ги земат ваквите чаеви кои ги препорачуваме сега? Луѓето со намален природен имунитет се, да кажеме, некако полуизгубени. На некој начин они како да се предават, што не е добро, како да се предават на тие сили за кои они многу малку знаат како да се супростават. Многу малку. Па од тие причини, одма да кажеме, тие луѓе се слаби, немат физичка сила. Духовно се на некој начин доста дезориентирани. Имат многу лоши рефлекси. Видот им е намален. Видот им е намален. Понекогаш кај нив, ако разговарате, ќе ви кажат дека лошо спијат. Ќе ви кажат дека со отворени очи нешто сонуват. Или им се прикажуваат песни во спањето, што е на некој начин духовна слабост кај луѓето. Или да слушат некакви гласови, или дека некој оде зад нив, а фактички нема никој. Тоа е на некој начин една од причините е нарушениот природен имунитет. Неговиот систем за самоодбрана е далеко послаб или многу нападнат за да се доведе во една ваква ситуација. Затоа препорачувам, избегнувајте ги стресовите, немојте да одете по гледарици, бајарици и не знам што тамо. За се треба да се обрнете до најблиската, да кажеме, медицинска установа, но ете и да не послушате и нас. Така да. Ајде тогаш да ги комбинираме чаивите, кои чаеви ги препорачувате за деца, за возрастни, за средновечни луѓе и така натаму. Сега, за да го подобреме вкупното наше здравје, овие комбинации на чаеви се од растенија кои може кај нас да се најдат у секое време и ако треба дури и на пазарот, каде што јас сум ги малку подучувал нашите продавачи на билки, на лековите билки, и постојано одам кај нив на консултации да им пренесеме што треба и како треба. Еве, еден многу успешен, многу добар чај за работоспособни, тоа средовечни луѓе кои постојано работат и кои се секогаш предмет на една опасност за пореметување на нивниот самозаштитен механизам, односно за имунитетот. Ево вака, жалфија, 60 грам, мислам дека сите знаеме што е жалфија. Дап, кора или лист од благ дап, така наречен благун у нашиот крај. Оти има и горчив дап, 7 видови дабови има кај нас, а горчивиот се вика горун, па нашите го знаат како горчлив дап. Не од горун, него од благун. И кога и јас тражам да ми донесат тука и имам, тражам да ми донесат, а он се познава многу лесно за разлика од горчивиот дап. Белбор лисија. У белиот бор, у боцките негови има разни масла и терпени кои што го подобруват варењето, но и системот на многу жлезди, вклучувајќи го најголемата жлезда, црниот дроб. Тука е жолчката. Подобруват работата на бубрезите и сврлењето на се што не му треба на организмот, како отров, оттамо оде преко жолчката или се сврла преко бубрезите во вешиката и натаму знае се каде тоа оде или преко потта се сврла. Тука е
нашата шипка, без која, ете да кажем, ево сега може да се бере, па дури да кажам дека многу од животните кои кај нас живеат у планината, вклучувајќи ја итрата, лисица, ежот, па дури и влекачите, како што се желките, па понекогаш змиите и смоците и гуштерите, одат и го јадат плодот. Не случајно. Шипката е предмет на храна на многу птици, особено на птиците певици, кои успеват да го расчепкат надвршниот дел и да јадат од натре, но и коричката во која што највеќе има витамини. И природен мед може да се става по вкус. Тие луѓе кои што веќе осетили дека имат намален имунитет, треба да зимат од оваа мешавина. Да кажам дека ете и шипки околу 40 грама, белбор околу 40 грама, дабава кора околу 40 грама и 60 грама жалфија. Подобрувањето на самозаштитата настанува одма после 4 дена, експресно. Ако он зима 4 дена редовно чај, а тај чај се прави на следниот начин. 2 големи влажици од мешавината од овие билки, кои треба добро да бидат иситнени, се попаруваат со врела вода и се варе само 3-4 минути. Се поклопува и чајот треба да остане поклопен околу 1,5 до 2 часа. После тоа се прецедува, се додава мед по вкус или ако има проблеми со шекерот, со метрен или некој вештачки друг засладувач или стевија засладувач, сега има стевија. И на тај начин човекот си го повраќа имунитетот и природната сила до таков степен да он одма осете дека не е тој тај после 2-3 дена, а после 4 дена неговата природна сила е на ниво како што пред тоа му била, дури и подобро. И така треба еден ден одмор да направи и още 4 дена да зима. Значи, максимум 8 дена, потоа ако има потреба ќе зима, ако не мора да зима. Натаму за деца, дечињата се на некој начин наосетлива категорија. И ние сите ги жалеме, кога ќе видиме дете малаксано, дете кое гледа у една точка, дете кое не си игра, дете кое не се дружи, дете кое не пее, па дури и не плаче. Сите го сожалуваме. Тоа е знак дека неговиот природен имунитет е битно нарушен и дека му треба помош, но поред чаевите на него му треба и добра дума. Тоа што преска рековме, психички мора да биде охрабрувано детето, не да биде присилувано да пие или да јаде, него мама, јапни мама, бабе и така натаму со умилкување да биде детето не приморано, него одоброволено да зима од овие чаеви или од храната. Еве овој чај за дечињата, камилица 60 грама, невен цвет 35 грама, иглички цвет, од игличките знаеме, тоа е Божјо растение, нели, што се носи на дена на распјатието на Исус Христос, односно на Великден, кога он воскреснува. Лопен заради опасноста од кашлица кај децата и зараза на белите дробови, 40 грама, шипки плод, исто така и кај дечињата околу 40 грама и мед, природен мед по вкус, но малку повеќе за дечињата. Ово се зима исто така за децата, една голема лажица се попарува со 250 грама, не 300 грама, 250 грама, врела вода и се само малку варе, сосема малку, 2 до 3 минути, не 5-6 минути како претходниот чај. Тај чај исто треба да постоje најмалку 1 саат покриен, да се прецеде и на дечињата, дури и на најмалите дечиња не е штетно на оние што још се хранат преко цуцла, да им бива дадено још додека се упеленичење, што се вика, да им биде подобрен природниот имунитет. Овој чај исто така на дечињата треба да се дава 4 дена, 1 ден одмор, па још 4 дена и потоа, ако има потреба, но мислам дека нема да има потреба, и ја имам искуство дека е тоа сосема доволно. Сега за она најнепослушната категорија, за старите лица. Со нив ја имам лошо искуство, но тука и растенијата се малку, да кажам, посилни и на нив им треба на некој начин поагресивно лечење, но и пострпливо лечење и нека, не вика додека иде, нека иде. Секој ден, бело видело е ден. И они треба да се борат за своето здравје преко овој чај за подобрување на својот имунитет, а со тоа и живот. Троскот корен 50 грама.
Троското е познат како силно растение и лесно не се предава. Дури магарињата кои ќе го изедат, ако го изфрлат преку избето, па ќе поникне таму. Што е знак дека е многу силно растение. И не треба да биде подценувано и да не му се смееме. Дабова кора или дабов лист 40 грама, жалфија изадив 60 на грама, мајчина душичка која е универзален лек за подобрување на работата на срцето, на плочата, на крвотокот, на мозокот, 60 грама, шипки плод исто за нив сега 100 грама, 100 грама заради потребата од С витамин и други витамини што ги има во шипката, и мед, наместо 1-2 да се става по 3 до 4 лажици мед, природен мед во чајот. Чајот од кој ќе се попаре, се варе 5 до 6 минути поклопено, а потоа се прецедува и се дава на возрастните луѓе 3 до 4 пати на ден по еден поголем филџан или филџан да им се дава и тие стрпливо тоа да го земат. Препоручувам да не пушат, оти никотинот е разарач на сите алкалоиди и ако возрастните луѓе пие од овој чај па запале некоја цигари или лулето, да знае дека е пил само топла вода. Се никотинот уништува. Значи, драги мои, генерација моја, немојте да пушете, фрлете го цигарето и лулата, пиете од овој чај, ќе бидете здрави и живи и ќе имате добар имунитет. И што е многу важно, нема да носите несреќа у фамилијата, затоа што секој оболен и со слаб имунитет носи несреќа у цела фамилија и тоа се понаше, вика, фамилијарна потресија. Сега за да не ги доведуваме нашите Сите се стари. ангажирани околу. Па со внимание, но својот родител може. често пати некој од нив залегне со месеци, па дури и со години, па и он умира, но умира и околината околу него. Затоа послушајте не, така правете како што сега викаме. Дај Боже имунитетот на сите да им биде у границите кои го бара неговиот организам и да нема унесреќени луѓе кои што ќе бидат предмет на напад од гливици, бактерии и вируси. Така, споменавме и исхраната која треба да се користи, тука можеби ќе ја споменете намалувањето на стресот, а секако и физичката активност. Физичка активност, јадење на природна храна, многу зеленчук, многу овоштие, природни сокови, да се намале пиењето на газирана вода, да И не газирани се сокови. и газирани сокови и да не се претерува, да кажеме, упиењето на алкохол ни во кој случај, да не се јаде многу пресолено, многу люто. И благо, шеќер и така. Тоа важи за сите. Тоа важи и за сите болести, не За само сите болести и за работоспособните, но и за возрастните категории, па ете да кажеме дека со преку храната тоа е да кажеме и храна, но и лек. Но ако он јаде конзерви, јаде брза храна, било кој од нив, ако јаде премногу од оно црвено месо, кобасици, паштети и така натаму, самиот ќе се доведе во ситуација да му се намале природниот имунитет и да биде на некој начин да стане, не дај Боже, расадник за болести. Да. И Лесно може да го штеточини напаѓаат. у него. Меѓутоа да кажам дека со намалениот имунитет се населуваат и паразити во човекот, кои живеат во неговиот стомак, во неговата крв, па дури да кажеме и во сите органи дека има крв, дека се транспортира крвта како течен орган из целото човечко тело. Ви благодарам за советите кои несебично ги делите за нашите гледачи. Благодарам и на вас. Пожелувам на сите добро здравје и на некој начин ово прелазно време од лето во есен да се искористи за подобрување на имунитетот. Не е лошо да си направат и туршија, но нека не прават ајвар, у него нема ништо. И секој ден ми доаѓаат Сепак тоа е македонска традиција. лоша традиција. Секако дека Секој ден ми доаѓаат изгорени тука од правењето на ајвар, раце, нозе, понекогаш и на образите. можеме цела емисија да посветиме токму за изгорениците, не мора да е од ајвар, може да е мало детенце кое може да се изгори од било што. Па има изгореници при правење на туршија и од есенцијата. Сега нека дојде некој, нека ги лекува кога организму е нападнат на одредено место и укопува есенцијата се до коските. Да. Како и опекотините што тоа Треба да се внимава. треба да се Ви внимава. благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.
Почитувани, тука ја завршуваме емисијата Разговор со магистер Киро Бојаджиски. Во оваа емисија зборувавме за зголемување на имунитетот, како на природен начин да си го подобрите вашето здравје. Довидување до следната емисија.